почитувани представници на медиумите, почитувани членови на комисијата и други присутни. Значи, ево прашање, 18-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. За ја отварам ова седница и го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од 14-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата, како втора точка постапување по предмети од областа на спречување на корупцијата и трета точка предлагам постапување по предмети за можен суд и на интереси. Првиот предмет за записникот тоа е 12 2464. Ова на рака некои 30 страни стварно е Малку погласно. За и со слики и со све, меѓутоа сепак бидејќи се работи за комплексен предмет, се работи за состојби најверојатно во акционерско друштво, формирано е од Република Македонија. Предмет 09 1437/7. По анонимна пријава на 6-та седница одржана на 20 март 2019 година, ДКСК отвори постапка за утврдување на наводи за неправилности и суди на интереси при вработување во една општина. Тогаш така гласеше: во пријавениот случај доставен до Државната комисија се наведува дека градоначалникот на општина Неготино за своја техничка секретарка ја вработил сопругата на својот прв братучет, иако на огласот имало пријавени и други кандидати. ДКСК писмено ја побарала од наведената општина следната документација: годишен план за вработување за 2018 и 2019 година, правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација со сите евентуални изменувања и дополнувања, целокупната документација за спроведување на оглас за пополнување на работното место технички секретар на градоначалникот и комплет документацијата за времени вработувања од 1.1.2019 година во општинската администрација. Од доставената документација се констатира дека правилникот за систематизација на работните места е донесен 29.2.2016 година и претрпел 4 измени и дополнувања, кои не се однесуваат на работното место технички секретар на градоначалникот, што ја објавен. Годишните планови за вработување за 2018 и 2019 година се донесени на време по редовна постапка и добиле согласност од Министерството за информатичко општество и администрација, и работното место технички секретар на градоначалникот е предвидено во годишниот план за 2018 година. Јавниот оглас за потребите на општината за пополнување на ова работно место е објавено на 16.8.2018 година од страна на Агенцијата за администрација. На огласот се пријавени 3 кандидати, од кои еден уреден и 2 неуредни кандидати. Се наведени и причините во записникот на неуреденоста и тоа кандидатите не ги доставиле сите побарани документи. На конечната ранг листа од сите фази на селекција останал еден кандидат кој бил предложен за избор и кој е избран за вработување на тоа работно место и се стекнал со статус на државен службеник. Од доставената документација за времени вработувања од 1.1.2019 година во општинската администрација се констатира дека од 1.1.2019 до 31.3.2019 преку агенција за привремени вработувања се ангажирани 13 лица. Од 1.4.2019 до 30.6.2019 година преку истата агенција се ангажират 15 лица. На веќе ангажираните им е продолжен договорот и плюс 2 ново ангажирани. Од горе изнесеното заклучувам дека во врска со пополнувањето на работното место технички секретар на градоначалникот, постапката за вработување е спроведена согласно Законот за административни службеници преку Агенцијата за администрација и не се констатирани неправилности и
прекршување на законот, така што во овој дел ДКСК нема веќе елементи за понатамошно постапување. Во делот на привремените вработувања е постапено спротивно член 8а став 1 алинеја 3 од Изборен законник, каде се вели: од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република, и зависи за што се објавени, во овој случај беа претседателски и локални во 3 општини, значи не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки се стават во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Бидејќи во горе наведениот случај настанало престанок на вработување и ново вработување за време на изборна кампања, во согласност со член 179 став 1 од Изборниот законник, предлагам против градоначалникот на општина Неготино да се покренува прекршочна постапка пред надлежен орган. Да образложам уште еден детал, дека ваквото ангажирање преку агенции за привремени вработување е една болна точка што се злоупотребувало, и бидејќи имал план, годишен план за вработување 2018 и 2019, тие продолжувале да ги пополнуваат како сакале. Дел ги објавиле, дел ги пополнувале преку привремени агенции за привремени вработувања, што значи во законот, членот 22 од Закон за вработените во јавниот за вработените во јавен сектор е децидно кажано кога може да се пополнува на ваков начин. Значи зголемен волумен на работа или некој непредвиде откажал договор, боледување или не на ваков пополнување на ваков начин. Затоа предлагам да се покренува прекршочна постапка. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Предлогот е усвоен. Продолжуваме.